Почитуван председавач, почитувани колеги и пратеници, Христос воскресна, навистина воскресна, нека ни е чест за многу години Великден на останатите кои се од христијанската вероисповест им посакувам се негово. Токму и во тој правец ќе биде и мојот говор в духот на христијанството, простувањето, трпението, помирувањето со животот, заедништвото. Но не можам, а да не предупредам. Што може да се случи ако не е така, ако не сме единствени и сплотени? До каде ќе наводи сето? Почитувани присутни, со денови е во тек дебатата за избор на председател и членови на Комисијата за избори и минувања, како една од најважните комисии во собранието. Меѓутоа, која е реалност сега дебатираме во собранието како последица на одредени постизборни манипулативни игри кои очигледно имаат за задача да генерираат нови поголеми кризи од оние со кои се соочивме во изминатиот период. Како да сме дел од некој сценарио, замислено, меѓутоа ова само упатува на фактот дека некој во оваа држава работи против незината стабилност. Некој во оваа држава има поинаков интерес од оној што го декларира. Почитувани, во ова собрание веќе доволно се изнаслушавме образложенија, изговори, обвинувања од сите страни. Ги знаеме тезите на сите партии, но да ги разгледаме опциите. Навистина ли сметате дека пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата се единствената пречка која ви стои на патот? Навистина ли сметате дека кога таа ќе се надмине ќе биде се розово во државата благодарение на вашите понудени решенија преточени во некаква програма? Да ве подсетам дека надвор се случува народ. Да ве подсетам дека тој народ е собран и обединет како никогаш досега. Како што ниту една политичка партија не успеа да го обедини. Токму заради тие ваши понудени решенија и програми. Едноставно ги собра и ги обедини љубовта кон Македонија. Како мислите да владеете без поддршката на народот? Чија власт вие планирате да бидете? Почитувани колеги, никој нема корист од ваквите игри. Ние мора заеднички да се заложиме, да најдеме излезно решение, мора реално да ги разгледаме понудите кои сме ги ставиле на маса и да пронајдеме што тамо не чини. Мораме да се најдеме на половина пат. Еве да почнеме од некаде. Како може колегите од Социјалдемократскиот сојуз да настојуваат да прокнат програма пред отворените очи на народот во која нудат наводно едно општество за сите, а всушност решението кое го нудат е унапредување на правата на само една етничка заедница која повлекува своевидно редефинирање на државата во бинационална држава. Тоа не е исто. Изговори дека не е така веќе не постојат, бидејќи со месеци на маса се дискутира и етнички прашања кои ќе редефинираат Македонија. Народот свати, народот ве прочита. Од друга страна, овде се партиите на албанците кои инсистираат на подобрување на правата на нивната етничка заедница и што нема ништо лошо во сето тоа. Меѓутоа, што е многу важно? Тој документ нема да ги реши проблемите на албанците. Доколку постојат, а ако има проблем, треба сериозна, сеопфатна дебата во која ќе бидат вклучени сите чинители во Република Македонија, политичките партии, граѓанските здруженија, односно сите граѓани на Република Македонија. И само на тој начин ќе се надгради нашето општество. Но за жал, тој документ може многу да наштети на сите останати етнички заедници, пред се на македонците, но и на турците, на ромите, бошнаците, србите, власите, хрватите и на останатите други. Со што ќе се направи поголем јас во општеството и од тука нема враќање. И поради тоа е огромната реакција на граѓаните на Република Македонија, која 50 ден се посилно и посилно реагираат, но некој не сака да ги слуша. Нивното достоинствено демонстрирање е за почит и е многу различно од некои претходни демонстранти кои ги сквернаваа сите наши државни институции. Насилнички го правеа тоа. Денес гледаме мотивирани млади луѓе, возрастни, деца, средношколци, пензионери, испаднати со насмејани лица, со знамето на себе, со гордост. Меѓутоа претходно бевме сведоци на ненасилна демонстрација кога луѓето со качулки на главата скриени зад некои табли, зад некои имиња и ги сквернаваа нашите институции. Не е добро. И доколку има проблеми, не се решават на тој начин. Од сосем трета страна пак сме ние, од ВМРО-ДПМН. Нови избори не се нашата примерна опција, како што тоа некој го мисли.
Последните избори не дадоа нас како победници со 51 освоен пратеник. Да не беа задкулисните сценарија кои очигледно нешто друго има за цел, сега ќе беше испочитуван и принципот победник со победник. И досега ќе имавме влада. Тиранската платформа или декларација, како и да ја наречете, е основната пречка за немањето влада. Тоа е пречка и за ВМРО-ДПМН, таа е пречка и за Социјалдемократскиот сојуз. Народот не ја прифаќа, без разлика колку потписи ќе ставите. Ние само практично размислуваме. И затоа велиме, ако не малцинска влада, тогаш зошто да губиме време во замрсените собраниски дискусии и да се докажуваме што сме мислеле. Еве го народ, тој заслужува сам да го избере својот пат. Ајде да застанеме со отворени карти и да се преброиме на нови избори. Очигледно е дека што и да сте сакале да пропнете постизборно, нема да ви помине. Кој вели дека нови избори се најповолен излез за ВМРО-ДПМН? Може би резултатите ќе бидат поинакви. ВМРО-ДПМН на тие избори може подеднакво да изгуби или победи, како и секоја друга партија. Ризикот е подеднаков за сите. Сигурен победник нема. Победникот ќе го одбере народот, но нови избори се дефинитивно најпрактичното решение во овој случај. Но со јасна избори, но со јасна дефинирана програма, која ќе ја понудите на граѓаните, за да знаат за што гласаат и за кого гласаат, а не на еден шверцески и кукавички начин, постизборно им се наметнува нешто на граѓаните за што не знаели за што гласаат. Почитувани, сериозен предизвик стои пред нас. Но не сме само ние во Македонија, треба да мислиме и за сите оние кои се надвор од Македонија, за генерациите и пред нас и по нас. Дали имаме право само ние, или една политичка партија, или еден политички лидер, да одлучи за сите граѓани во Република Македонија? Надвор од Македонија има многу македонци. И од таму е апелот, меѓутоа и внатрешен апелот, секојдневно ги гледаме граѓаните на улица. Апел кој може би некој не сака да го слушне, меѓутоа ќе мора тоа да се промени. Почитувани колеги, јас имав можност да бидам заменик член на оваа комисија во претходниот мандат, заменик председател на оваа комисија во претходниот мандат. Чест и одговорност да се биде таму. Денес имам можност да бидам заменик член на оваа комисија. Знам што значи тоа, знам зашто се однесува и колкава е одговорноста за избор на тој председател, на тие членови, кои понатаму всушност ќе треба да дадат кандидати не само за председател на Собранието на Република Македонија, предлог кандидат кој е личност која ќе биде втора по ранг во државните институции, која треба да го води во собрание, кој ќе треба да дава правец и движење за донесување на многу закони во Република Македонија. Меѓутоа ќе се предлагаат и директори на одредени институции, дирекции, ќе се предлагаат членови на второстепена комисија и на многу институции кои ќе се од животно, круцијално важење за животот на граѓаните на Република Македонија. Во тој правец, во еден претходен момент, не смееме да заборавиме дека некои личности кои биле на одредени позиции, биле предлагани, направиле голема штета. Памти Македонија. Се памти приказката за Јуда, 2017 години, уште се памти дека некој некого предал. Сакал да ги врати после тие 30 златници, сребреници, џабе били. Џабе ќе не биде се. И да ги вратиме парите ако направиме грешка која ќе биде катастрофално за државата. Во тој правец имајте на ум дека имаме исклучително важен момент. Да не треба после да ги враќате парите, ама џабе ќе биде. Почитувани, денес е трет ден, Велик ден, денови кога треба да се слави Христовото воскресение. Во овој момент треба да се искористи на македонско историско помирување. Во тој правец размислите каде треба и како треба да се води Република Македонија. На крај, како што обеќав, сакам да ви кажам и да ви порачам, да ве замолам, бидејќи можеби односот кон вас често пати имаше говорници кога зборуваат против вас, зборуваат дека сте предавници. Меѓутоа не. Бидете македонци, бидете македонски граѓани, бидете тие и да се обединиме заедно, да прекине ова предавство кон Македонија и
Тоа е апел и од мене и од сите македонци кои на некој начин многу се јавуваја во овој великденски период. Благодарам.